Пред една година Русија реши да ја нападне Украина, една мирна и независна земја, и со тоа за прв пат после многу години ја врати војната во Европа. Оваа брутална војна која што предизвика големо патен за Украина и украинскиот народ преку големите загуби на човечки животи, преку неповторливи војни терори, беше една призорна точка за целиот свет. Не е само војната во Украина, туку војна против нашата слобода, нашите вредности, нашите демократски заедници, е војна против суштинските параметри на безбедносната архитектура и сите други прашања околу тоа. Цената е висока не само за Европа, туку за целиот евроатлантски простор, но и за понатамошниот меѓународен ред за наредните генерации. Затоа е многу битно Украина да победи. Затоа е многу битно Украина да биде поддржана сега. И тоа е тоа што Романија го прави заедно со своите соработници и партнери, вклучувајќи и Северна Македонија, и ќе продолжи да го одработува својот дел, обезбедувајќи константна и повеќе системска помош на Украина. Ќе помогнеме да ја се обезбеди својата независност во рамките на границите кои што се меѓународно признати. Романија е членка на Европската унија и е членка на НАТО, која што има најдолга гранична линија со Украина. Граница која што е помината од над 3,5 милиони украинци, за кои што обезбедивме бесплатен пристап за домување, здравство, транспорт и училиште, се што беше потребно за да тие се чувствуваат безбедно. Уште повеќе обезбедивме хуманитарна помош и во северниот дел на Романија обезбедивме полесен пристап на хуманитарната помош во Украина. Од март мејатата година повеќе од 70 конвои со хуманитарна помош транзитира преку тој хаб. Во исто време Романија транзитираше на 13 милиони житни продукти низ својата територија, како и други земјоделски продукти. Ова е над 6% од целосната поддршка која што ја обезбеди Европската унија во овој контекст. Романија ја цени својата соработка со партнерите во помошта на Украина и верувам дека една од консеквенциите на војната која што Русија започна во Украина е тоа дека евроатлантската заедница е поздружена од кога и да е предходно во нашиот регион. Тоа сепак околностите се разменено со помошта на Украина, заедно со Северна Македонија, како и другите земји кои што се наши соработници и партнери, се грижиме за безбедносните си прашања во Балканот и Западниот Балкан, како и регионот. И од оваа гледна точка цениме што одлуката на Република Македонија за да се приклучи на групата за солидарност на романската територија. Во овој контекст би сакал да ја искористам можноста да посебно да честитам на Северна Македонија за брзите и конкретните мерки кои што ги презема во однос на војната што Русија покрена врз Украина, преку тоа што покажа лидерство во регионот и потврди дека Северна Македонија е одредена својот пат кон Европската унија и вредности. Како што веќе реков, не можеме да не кажам дека да ја спомнам председателството на Северна Македонија со опсе, бидејќи ова се случува токму во едни многу тешки времиња и затоа и аплодираме на му аплодираме председателство на Северна Македонија воопсе. Со тоа и имавме првата посета на Бојан Османи како прв председател на
преседаваш на ООПС да ја посети Украина во име на Европската Унија. Не помина, веќе помина една година од почетокот на агресијата која што ја обележуваме за неопишливите патења на украинскиот народ и една година од херојство и подготвеност на украинскиот народ да покажат својот отпор со целото свое општество. На вистина за една година е Украина си ја штити својата цивилна популација од озбилните напади од руската армија, кое што резултираше со десетици илјади жртви. Веќе цела година градовите во Украина се гранатирани редовно од русите, кое што ја покажа својата својата нечовечко лице преку напаѓање на цивилите и внесувајќи ракетен терор врз цивилите и цивилната инфраструктура, оставајќи милиони украинци без грејење, вода и електрична енергија. Цела една година Русија, руската армија и своите соработници извршија невидени воени кришни дела од депортација, киднапирање на деца за адаптација во Русија, за посвојување во Русија, убиство на жени и деца, а на ова не смее да помине неказнето. Не смее да има неодговорност. Во овој контекст Руманија во целост ја поддржува Украина во своите обиди да покаже, да побара одговорност за војните злосторства. Сите тие кои што се одговорни за овие војни злосторства мора бидат одговорни во контекст на меѓународното право. Дами и господа, дозволете ми да завршам со тоа што ќе потенцирам дека Романија ќе продолжи да биде на страната на Украина и заедно со украинскиот народ, колку и да е тоа потребно се до победата, а и потаму. Благодарам, слава на Украина.